Почитувани колеги, почитувана председателка на комисијата и членови на комисијата, ќе го искористам моето право да зборувам од овде поради технички причини, се со цел да можам да бидам по-ефикасна и побрза во она што јас го разгледав како дел од годишниот извештај за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата. Како генерален заклучок од она што можев да го видаме несоодветното спроведување на целокупната легислатива, неспособност на владата да се бори против корупцијата, селективна правда и власт која по целост потфрли во борбата против корупцијата. Фрапантни се деловите од извештајот и истите ќе ги образложам во неколку точки кои што јас ценам дека треба да информираме јавноста. Уште во самото резиме на истиот извештај, веќе на страната 4, е нотирана потврда на она што се го зборувавме во минатото, а тоа е во делот на правосудството, зашто и колегата Милошовски имаше навистина детално образложено зашто станува збор и каков треба да биде пристапот во иднина. И е нотирано дека оние значајни ризици произлегуваат од внатрешни и надворешни фактори, меѓу кои што е и низок квалитет на сите тие обвинителни акти, влијание на председатели на суд преку годишен распоред за работа на судот, блискост помеѓу суди и адвокати што влијае врз постапките, недостаток на соработка помеѓу јавни обвинители. Кога во еден извештај ќе бидат нотирани вакви сериозни индиции, очекувам за истото институциите што поскоро да делуваат, затоа што се додека ни се провлекуваат вакви извештаи, а за истото немаме никаква реакција или подобрување на состојбите, ние нема да ја постигнеме целта, а тоа е вистински да се справиме со криминалот и корупцијата. Второ беше спомената онаа национална стратегија за спречување на корупцијата, која што е донесена за периодот од 2021 до 2025 година и за истата подлежи и акциски план за нејзино спроведување. Фрапантни се бројките кои што велат дека од вкупно 166 активности, само 22 активности се реализирани. И ова директно укажува на неспособноста на институциите и на луѓето кои што ги менаџирале институциите да се посветат на вистинско спроведување на национална стратегија која што собранието имено ја донела и била нешто што требало да донесе подобрување на состојбите во однос на криминалот и корупцијата. Како трето, според податоците кои што ги има Државната комисија за спречување на корупција, најголем број на пријави кои што биле со сомневања за незаконитости во постапките се однесувале на следниве делови. Тоа е вработување кое исто како и во претходните години представувало најгорливо прашање на граѓаните, каде дискреционите овластувања на одговорните лица за одлучување и избор на кандидати преовладувало над утврдениот систем за вреднување на образование, искуство и компетентност. Ова е многу јасно наведено во извештајот на Државната комисија за спречување на корупција и ова е нешто кое што е нотирано и во претходните извештаи на оваа комисија, а за истото не е предвидено ништо. Нотирана е и злоупотреба на балансерот за кој што изминативе, би кажала, денови по завршување на изборите многу ревносно зборуваме и некако се отвара тема која што оди во насока на несогласување за негово укинување. Нотирана е и незаконитост во постапки за унапредување на повисоки научно-наставни звања од страна на факултетите, узурпација на јавен простор и на крај сомневања за подготвени тендерски документации и тендерски спецификации кои фаворизираат одделени компании. Мислам дека во овие 5 точки од овој дел се нотирани сите можеби најклучни работи кои што биле опфатени во рамки на владењето на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ како претходна влада. И ценам дека најскоро што може да направиме е сите овие состојби кои што се детектирани во овој извештај да се преземат со сериозна одговорност од страна на институциите, за се со цел следната година ваквиот извештај да нотира што помалку состојби на криминал и корупција и да има исклучиво надлежност за спречување на истата, затоа што така е и самиот назив на оваа комисија, а не да има неброени извештаи
за покренати постапки против именувани лица од владата. И за крај би завршила со уште еден податок, а тоа е дека биле поведени 28 иницијативи пред надлежни органи за утврдување на одговорност на службени лица за непотизам, кронизам, клиентелизам и повреда на етичкиот кодекс. Сите овие делови од извештајот на Државната комисија за спречување на корупција се индиции за огромен криминал, за несовесно работење и за злоупотреба на службена положба и овластување, и очекувам надлежните органи со должно внимание да ги земаат овие извештаи и да постапуваат по истите, заради фактот што нивното непостапување ќе донесе до немање на резултати и до гледање на извештаи во недоглед кои што нотираат само негативни факти. Јас ви благодарам на сите за вниманието. Благодарам, колешка Емитова.